Од канцеларијата на Жан Митрев клиник во Охрид ја продолжуваат мисијата за промоција на здравието и превенцијата на граѓаните на Охрид и регионот. Алергијата е имунопосредувана хиперсензитивност која се јавува кога телото е сензибилизирано на алергии. Најчести причини за алергии се иритантите на дишните патишта, прашина, грини, полен, мувла. Друга група за алергија се лекови и храна, зачини и одредени бои во конзервирана и подготвена храна. Имунолошкиот систем представува комбинација од специфични молекуларни компоненти, клетки и органи чија функција е заштита на организмот од патогени микроорганизми и надворешни влијанија и чистење на организмот од оштетени или нефункционални клетки. Денеска во просториите на Црвен крст Охрид, доктор Димче Марковски, специјалист по оториноларингологија во Жан Митрев клиника, разговараше со сите заинтересирани за алергиските реакции предизвикани од прашина, полен, мувла, грини, намалувањето на имунитетот предизвикано од стрес, како и за стратегиите за справување со овие проблеми. Доктор Марковски денеска во канцеларијата на референтниот центар на Жан Митрев клиника во Охрид спроведе бесплатни разговори со сите граѓани и одговори на сите нивни прашања од делот на оториноларингологијата. Најчесто од целата сезона ова годината се застапени повеќе и пролетните алергии. Тоа е еден процес каде имаме малку еден дисбаланс кон имунитетот, по едно различно препознавање на алергените од организмот и реакција врз основа на тоа со ослободување на медиатори од клетките, хистамин кој предизвикува чешање на очите, чешање на носот, една воднеста секреција од нос, кивање, нарушено функционирање, да речеме, на таа личност во текот на денот, изморување, бидејќи не се наситува доволно мозокот со кислород ради отежнатото носево дишење. Причини за тоа се најчесто цутењето на дрвјата и на цвеќињата и распространување на поленот насекаде, но не е само поленот причина за алергија, освен сезонската има и целогодишни алергии. Луѓе доста се алергични на домашна прашина, на првути грини од домашни животни, птици, така да има многу повеќе причинители и голем фактор доаѓа загадувањето во последниот период, последните години. Возрастна граница нема, доста често среќаваме и кај дечиња алергии. Тука е разликата што примерно кај децата во тој период се повеќе застапени, но со израстувањето може и да намалат и да исчезнат некои од симптомите. Кај возрастните, има различни типови на алергија, пред се да ги класифицираме како нутритивни или причини од храна и инхалаторни од частичките кои се распространуваат со ветрот низ воздухот, во прашината што ги има, како што спомнавме, и со поленот. Така да најчестите за индивидуални се разликите, да речем, каде е кај кој кога застапен според чувствителноста на одреден организам. Тоа би одговорил прво да. На последниве сите лекарски конгреси, медицински семинари се зборува дека имунитетот доста влијае кон алергиите и доста од алерголозите веќе кон терапијата вклучуваат и имуномодулатори и имуностимулатори. Едно кратко објаснување ќе дадам, примерно кога кај човек каде што веќе имаме алергиска реакција, имаме оток на носната лигавица, задршка на секрет и веќе како последица на тоа може да настане синузит, може да настане отит, воспаление на увото. Ако тоа не алармираме навреме со соодветни медикаменти,
Од горни дишни патишта инфекцијата може да слезе и во долните дишни патишта, тука веќе може да се развие и астма, може да се јават и бронхити и други пулмонални болести. Пред се треба да направиме една разлика, дали е алергија или е настинка, и тоа е вечното прашање на секоја личност. Сега мене алергија ми е ова или настинов. Една и основна разлика е дека кај алергијата нема покачена температура. Ретко може да има малаксаност ради намаленото наситување на крвта со кислород. Како да се избореме? Пред се треба да мислиме да не стигне до тој момент, и кога веќе имаме склоност кон алергии, или благовремено со време пред појавата, да речеме, ако е сезонски алергиски ринит, да се започне со соодветна терапија. Тоа би било антихистамини, како на прва борбена линија, или уште подобро, 1 месец или 2 порано, до 3 да почнеме со имуностимулатори, имуномодулатори, кои ќе ни го подобрат имунитетот и сета таа имуна реакција на организмот во контакт со алергенот. За да откриеме, треба да направиме испитувања. Значи, освен микробиолошки, да знаеме дали има бактерија, габична инфекција или е тоа вирус, тоа се обичните микробиолошки испитувања бриз од нос, од грло. А за позадлабочени имаме алерготестови. Тоа е според појавата на симптомите, ако се од алергија, може да има уртикарија, исип по целото тело. Ако се инхалаторни, значи најчесто се манифестираат со солзење, чешање на очите, конгестија. Кај некои луѓе каде што има, да речем, се манифестира и во гастроинтестинален тракт, и тоа го изразуваат како гадење, повраќање, тегоби во стомакот. Потребна е диагностика. Значи, без диагностика не знаеме што лекуваме. Значи, одиме на слепо. Затоа е потребно соодветно испитување, и тоа ќе не одреде во која насока да се движи терапијата. Не е потребно кај луѓето што имаат целогодишен алергиски ринит да не ја намалуваат или да не ја прекинуваат терапијата. Сега, за да не стигне до терапија секогаш, ние секогаш советуваме да одиме со промивки на носната лигавица, со користење на масти за нос кои што ќе го спречат контактот на алергените, да не дојде до развивање на таа реакција, па за да ја лекуваме. И во употреба на препарати за имунитет, суплементи, што ќе ни помогнат да се избори организмот да не се развие таа реакција. Активностите на референтниот центар на Жан Митрев клиника во Охрид денес имавме прилика да ги продолжиме на наше општо задоволство во размена и една преубава интерактивна работилница во која што проговоривме во присуство на доктор Димче Марковски, доктор од тимот на Жан Митрев клиника, и Давид Миладинов, кој што беше представник на Филафарм со презентација на ортомолот и со активностите кои што ги даде групата во Црвен крст, да продискутираме малку во однос на се она што стресот го прави и го нарушува имунолошкиот систем, па како резултат на тоа ја избравме темата со оглед на тоа што сме веќе во пролет, алергија и како да се справиме со нејзе. Освен растоварувањето во однос на вежбите на ментален план за борбата против стресот и зајакнувањето на здравите капацитети и нега на себе, имавме прилика исто така да продискутираме и за суплементите кои што го јакнат имунолошкиот систем, конкретно за ортомолот, а од доктор Димче Марковски, специјалист по оторинколарингологија, да продискутираме со се она што значи превенција и заштита во овој и во целиот
период од годината, меѓутоа и со завземање на активности кои што помагаат и текако во јакнењето на имунолошкиот систем. Благодарност до Црвен крст и до целата група која што беше подготвена, активна, да сподели искуства животни и да го јакне на тој начин здравиот капацитет во борбата и активностите за чување на сопственото здравје.